Почитувана председателке професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, почитуван заменик министер, почитувани ректори, почитувани поранешни ректори, почитувани проректори, почитувани декани и директори, почитуван председател и членови на Универзитетскиот сенат, почитуван председател на Одборот за акредитација, почитувани професори, почитувана генерален секретар и вработени во административно-стручните служби, почитувани гости. И на крајот, но на водечко место, почитувани и драги студенти. Традиционално, како и секоја година, во пресред на големиот христијански празник Свети Климент Охридски, Универзитетот Свети Климент Охридски гордо го чествува својот патрон, великиот учител Свети Климент, бидејќи нашите корени потекнуваат од Охридската книжевна школа, што пред 1100 години ја основал Свети Климент Охридски. Но оваа година имаме дополнителни причини за одбележување. Под мотото "Еден век наука и знаење" одбележуваме 100 години од почетоците на универзитетот, односно основањето на нашата најстара единица, Научниот институт за тутун во Прилеп. Универзитетот не го прават зградите и опремата, туку луѓето кои со децении се вложиле во неговиот развој. Затоа, со полно право велиме дека јубилејот 100 години научен институт за тутун е јубилеј на Универзитетот Свети Климент Охридски. Бидејќи тие, вработените на овој институт, заедно со вработените на уште 7 факултети, виши школи и институти во 1979 година се здружиле и основале универзитет во Битола. Затоа, оваа година славиме и 45 години од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и овие две прослави ги споивме. Овде и сега одбележуваме 45 години институт, а потоа во Прилеп 100 години научен институт за тутун. Бидејќи сите сме едно, сите 10 факултети, една висока школа, еден научен институт и 5 придружни членки. Сите сме УКЛО. Но и сите сме дел од големата европска Колорс фамилија. Универзитетот Свети Климент Охридски е првиот македонски универзитет кој што стана член на Европска универзитетска алијанса. Се радуваме што следната година уште 2 универзитети од Македонија ќе станат дел од Европски универзитетски алијанси. Со пристапувањето кон алијансата со акроним Колорс, Универзитетот Свети Климент Охридски се здружи со уште 8 универзитети од Германија, Франција, Шпанија, Италија, Шведска, Полска, Хрватска и Латвија. Со тоа, нашите студенти ќе можат дел од своите наставни обврски и воннаставни активности да ги остваруваат на било кој од овие 9 универзитети, а во догледно време се надеваме да добиваат и двојни дипломи. Затоа велиме, секој студент на УКЛО не е само еден од повеќето од 4000 УКЛО студенти, туку еден од 120.000 Колорс студенти. На овој начин се трудиме да најдеме решение
за она рак рана на нашето општество. Одливот на мозоци, одливот на младите. И сакаме да промовираме циркулација на мозоци како алтернатива на одливот, или како што ние велиме, студирај во Европа од дома. Може би затоа, УКЛО во оваа академска година успеа за 12% да го зголеми бројот на ново запишани студенти во прва година во услови на намалување од повеќе од 5% на бројот на матуранти. Акронимот КОЛОРС значи колаборативни, иновативни, одржливи регионални универзитети. Сите 9 членови се типично регионални универзитети, каков што е УКЛО. Универзитети кои не се и немаат цел да бидат на водечките позиции на светските ранглисти на универзитети или да се надпреваруваат со големите универзитети во главните градови, туку да придонесуваат во регионалниот развој на своите држави. Исто како и мисијата на УКЛО. Без УКЛО, функционирањето и развојот на неколку региони во државата, преди се на Пелагонискиот и Југозападниот, но во голема мера и Вардарскиот, би се довело во опасност и уште повеќе би ги засилило миграциите кон главниот град и во странство. Сценарио што не го посакува ниту една држава. Но ова во никој случај не значи дека се откажуваме од врвните научни истражувања. Напротив, со гордост објавивме дека Универзитетот Свети Климент Охридски од оваа година е прв македонски универзитет рангиран на така наречената Impact ранг листа на Times Higher Education. Оваа ранг листа ги оценува универзитетите според нивниот придонес кон целите за одржлив развој на Обединетите нации. Критериум тесно поврзан со мисијата на УКЛО. Исто така, се гордееме што од оваа година се придруживме на 3 други македонски универзитети и сме рангирани на европската листа на веројатно најреномираната глобална ранг листа на универзитети QS листата. Се надеваме дека барем еден од овие македонски универзитети наскоро ќе се најде и на светската QS ранг листа. Со тоа потврдуваме дека УКЛО е дел од водечките македонски универзитети кои се рангирани на 2 од 3 најреномирани светски ранг листи, во кои покрај QS и Times спаѓа и Шангајската листа. Но ние и дел од македонските универзитети сме рангирани на оние две ранг листи единствено препознаени како релевантни во западните демократии на кои им припаѓаме и кон кои се стремиме. Деновиве слушаме дека во политиката на државата кон високото образование ќе се извршат сериозни промени, при што акцентот се става на квалитетот. Јавно порачувам дека државата секогаш во УКЛО ќе има најсилен поддржувач и сојузник во имплементација на политиките за зголемување на квалитетот на високото образование и науката. Но и укажуваме дека за да сериозно се зајакнат универзитетите, потребно е да се подмладат. Не само преку вработување на млад наставнички кадар, туку и преку стипендирање на докторските студии. Секаде во светот докторантите со своите истражувања се ударната тупаница на универзитетите. За жал, во Македонија
младите докторанти не само што не добиваат надомест, туку и плаќаат школарина за своите докторски студии. Со финансирањето на докторските студии, државата, покрај што ќе обезбеди научен подмладок на универзитетите, ќе овозможи зголемена конкурентност и иновативност на стопанството, бидејќи поголем дел од тие докторанти по завршувањето на своите докторски студии ќе треба да се вработат во стопанството или да основаат своји стартапи базирани на научни истражувања. Почитувани, денес ја заокружуваме оваа јубилејна година. Започнавме на 25 април на денот на основањето на универзитетот со организирање на отворен ден, посветен исклучиво на нашите студенти, за кои се радувам дека се дојдени во толкав број и денес. Тогаш одбележавме и 90 години од првото студентско здружение основано во Битола од студенти на универзитетите во Белград, Загреб и други градови во тогашното кралство Југославија. Крешендото на нашите многубројни настани оваа година беше организацијата на 9-тиот ректорски форум на земјите од Југоисточна Европа и Западен Балкан, на кој присуствуваа околу 60 ректори, проректори и други високи представници на универзитети од 14 европски земји. Денес го имаме финалето и сме горди што нашиот патрон го чествуваме заедно со нашата преседателка и со сите вас присутни во салата. Продолжуваме уште повеќе посветено, сега, веднаш и во иднината што ни престои. Виват Академија, виват Укло!